Трпе. Трпе. Да те прашам нешто. Трпе, бе? Праша, што праша? Абе ти, кодош да не си? Каде бе сега ова? Не сум кодош, зашто кодош? Абе, по цел ден си со тој тефтер, бе, се нешто гледаш, нешто запишуваш. А? Друго си гледам јас, друго си нешто пишувам тука. Абе, што гледаш друго, бе? Што гледаш друго, пезевен кедан, бе? Абе, оди по сокаци, најди си некоја невеста, бе, Господа те види, бе. Што само си се задубил во тој тефтер? Ти да не сакаш даскал да станеш, бе? Не бе, Симоне, не. Ова што го пишувам ми е за да се оженам, разбираш? Да се ожени? Да се оженам. Ајде! Абе, и правиш список на девојки, а? Не бе, не. Види, Симоне, ги пишувам сите женски троштини. Сите и троштини со кои жената може да го измами мажот. Разбираш? Трпе. Тоа не е нарно. Зошто бе, Симоне, не е, бе? Не е нарно, трпе. Никој со женскиот ум не излегол на крај. Симоне, бе? Да, бе, трпе. Симон? Трпе. Ај нарно. Нарно зубо нека. Ајде, царно зубос. Со женскиот ум? Што ти е? Ништо. Кажи де што ти е? Помина цел месец како се зедовме. Помина. Брзо минува време. Па редно е малку да излеземе надвор. Надвор? Па да излезам напорта. Да видам што има по сокацине. Ако де? Ако само да видам што пишува во тефтер. Напорта по сокацине. Еве. Кога невеста сака да излезе напорта, таа има мерак да види некој друг. Глупости. Така пишува. Абе, зошто велиш така, бе, мажу? Не велам јас, така пишува во тефтерот. Ама стана досаден со тој твој тефтер. Досаден. Трпем. Молам, жа. Абе, сакам да одам кај мајка ми и татко ми. Не сум ги видела одамно. Ке ме пуштиш ли? Кај мајка ти и татко ти велиш, а? Да. Ајде ме што ќе каже тефтерот за тоа. Да видиме во тефтерот што пишува. Што пишува во тефтерот? Сега ќе видиме што пишува за одење кај мајка и татко. Еве го. Пишува дека ако одиш сама по сокаци, ќе те сретне некој на кој имаш севда од порано. Глупости. Така пишува. Значи не може кај мајка ти. Добро бе, домакине. Ке ме пуштиш ли барем еднаш во црква една свеќа да запалам? А во црква? Не. Баш вчера читав во тефтерот, во црква одење вика не. Не може. Тој тефтер. Стрино Митро! Стрино Митро!
Ангел мори. Кај си ти, не сум те видела насокак? Дојди, мајче, сакам да те прашам нешто. Кажи, синче, што можам да ти помогнам? Имам јас една мака. Знаеш дека јас сум честна жена. Да, ама маш ми цела година не ме пушта од дома да излезам. Мисли дека ќе го прелажам со некој друг? Аман, мори, Керко. Тој има еден тефтер и во него ги има запишано сите женски и троштини ги волштини. Секогаш кога сакам нешто да направам, тој ќе го отвори тефтерот и ми вели не. Мисли дека го лажам? Па тој може да си мисли што сака. И да мисли дека се знае, ама не знае. Јас сега ќе ти дадам еден совет, а ти ќе ме послушаш. Ајде кажи, само побргу да не се врати од тукен. Слушај вака. Вечер ќе му побараш дека мораш утре да одиш во Амамот. Тој ќе отвори тефтерот и веднаш ќе каже не. Ама ти ќе се запнеш, ќе кажеш како тоа млада невеста да не може да оди во Амамот. И тој ќе вика не, ама ти ќе навалуваш и ќе попушти. А утре кога ќе тргнете во Амамот, Домаќине? Домаќине! Вересија не даваме. Сум задремал. Дојдов многу изморен од дуќанот. Колку е часот? А време за ручек. Ајде да јадем. Ќе ручаме. Ќе ручаме. Туку да ти кажам јас на тебе нешто. Кажи. Јас решив утре да одам на бања. Како? Ама не. Не, нема ама. Решив да одам на бања и тоа е тоа. Како ќе одиш на бања? Не може да одиш на бања. Како сама ќе оди на бања? Ќе одам. Слушај, домакине, срамота е, веќе морам да си искапам, разбираш? Срамота. Добро. Вака ќе направиме. Ќе одиш, но и јас ќе дојдам со тебе. Ќе те чекам пред Амамот, кога ќе завршиш, заедно ќе си дојдеме дома. Може? Може, ќе си дојдеме. Може? Може, бива. Чим нема друго чаре, и така ќе направиме. Да, ќе најдам јас време. Ручекот ти го ставиш или тешка работа? Ќе го ставам? Почекај. Што направи? леле! Што е? Ау! Што е да? Чекај. Камче. Камче. Да. Извади. Се. Леле, Извади? го извадив. Добро. Може да одиме? Ајде. Не, чекај. Ајде да одиме сега, зашто Почекај. чекаме? Леле, што направив? Леле, Керко, жива вода те направив, не бе виду. Ништо, мајче, ништо, ајде. Како ништо. Тука ајде качи се ти горе, за да се пресоблечеш, ајде. Мажу, да се качам? Што ќе правиш? Оди, ајде. Ајде. Дај ми ја бовчата, ти оди и немој многу да се задржуваш. Да се преслечам, нема. Ајде побрзај. Добро, добро. Абе, бабо. Задржал ку жена. Жено, ајде пола сат веќе те чекам. Еј, белја работа. Сега и понадвор ми се оди. Жено! Жено!
Жено! Еве бре домакине, шо викаш? Море, шо стоиш така во место? Да не ти се оди понадвор? Ајде пред мене. Тргај пред мене. Оди. Убави совети, нема што. Убави, не сум будала, знам што да запишам. Се е убаво домакине, ама една работа не си ја пишал. Не? Што тоа? Ај, земи моливот и пиши во тефтерот што ќе ти кажам. Што треба да пишам? Кажи. Една и троштина што си ја заборавил? И троштина. Кажувај. Ајде. Кажи. Си било едно момче и си имал еден тефтер и во него ги пишувал сите женски троштини. Мислел дека се запишал. Арно, ама, еден ден, кога тргнале со жена му на бања, застанала жена му до една порта да се преслече. И кога влегла, позади портата ја чекал друг маж. Така со него си го истерала кефот, додека мажот ја чекал пред порта да се преслече. Така ли? Тоа беше целата измама, а? Значи, така ми згази на честа. Не стапувам јас така лесно на честа моја. Слушај, домакине, ако жена сака да те прелаже и во сандак со 12 клучеви да ја заклучиш, ке те излаже, сваќаш? Ме излажа! Слушај, се додека кучката не мрдне со опашката, ниту едно куче нема да тргне по неа. Сега има да бираш. Или тефтерот, или јас. Иначе ќе си заминам. Добро, види, Анѓо. Навистина, многу се извинувам поради тоа што бев недоверлив спрема тебе. Од денеска ние ќе си живееме како сите нормални луѓе, без тефтер. Да. Трпе. Без тефтер. И мало Господ.